Содржината на проповедот ќе се состои од 3 точки: вовед и заклучок. Во воветот ќе разгледаме нашето заедништво со Христос. Првата точка ќе се состои од контрастот меѓу љубовта кон светот и љубовта од Бог, која е базирана од 15 стих. Втората точка е дефиниција на светот. И третата точка миливоста на светот, и ќе завршиме со заклучок и со апликација. Воведот ќе почнеме со нашето заедништво со Христос. Клучно е да разглабиме до некој степен за нашето заедништво со Христос, зашто тоа е основата на нашиот христијански живот. Суштински концепт е нашето заедништво, нашето општење со Христос. Кога човекот станува христијанин, кога ќе се нановороди, кога ќе дојде вистински преку покаяние до Христос, станува и влегува во една заедница со Него, станува едно. И како во таа заедница со Христос, како да е едно со Него, сите аспекти, сите благослови се состојат во таа заедница. Е од суштински карактер. Џон Калвин во институтите негови, поточно во том 1, вика дека заедништвото со Христос е од највисок степен на важност. Теологот Антони Хокма го пишува заедништвото во Христос како феномен кој се протега од минатата вечност до идната вечност. Неколку воедни работи за заедништвото со Христос ќе кажеме дека коренот на нашето заедништво со Христос, и уште еднаш ќе насочам, клучно е да го разгледаме заедништвото со Христос, и бидејќи тоа ќе ни служи како основа за стиховите кои ќе ги разгледаме во 1 Јован. Коренот на нашето единство во Христос се состои или се наоѓа во божествениот избор пред создавањето на светот. Значи, нашето заедништво во Христос како единка со Него не е базирано врз нашите добри дела, нашите карактеристики, добри или лоши, него е базирано исклучиво во божествениот избор кој Бог го прави пред нашето создавање, пред создавањето на светот. Тоа може да го видиме во Ефесијаните 1 глава 3 и 4 стих. Вика: нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. И 4 стих вика така што тој не избра во Него уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети и непорочни пред Него во љубовта. Во 4 стих е изборот на Бог, кој Бог го прави за да ние влеземе во заедница со Христос. И се разбира, оваа заедница во Христос е возможна преку Божјото дело на крстот кој Христос го прави, преку неговата пролеана крв, како што може да видиме во Римјаните 6 глава. Како што кажав, заедницата во Христос која ние имаме се состои или почнува во на новородување или во регенерација, кога умираме во нашиот поранешен живот, нашиот грешен живот, но не завршува таму. Во заедница во Христос сме оправдани и имаме праведноста Негова, не нашата праведност која е неправедност, туку Неговата праведност во таа заедница. Сме просветени во таа заедница, издржуваме и продолжуваме во христијанскиот живот во таа заедница. Растеме во познавањето на Бог во таа заедница, духовно и физички умираме во таа заедница, духовно и физички воскреснуваме во истата заедница, се издигаме до небесата и ќе се прославиме еден ден во заедница во Христос. Сите овие аспекти се во времето, во сегашноста, освен последната, прославувањето кое ќе се случи во смртта и во рајот. Сите овие благослови се наши како христијани и тоа е масивна вистина. Од заедништвото во Христос може
да издвоиме 4 апликативни работи. Значи, ова е само вовед, само е генерално разгледување на заедништвото на нашето заедништво во Христос. Има многу книги напишано на оваа тема, многу проповеди. Ние само воведно го гледаме овој аспект и може да се издвојат 4 апликативни работи. Првата работа е дека сме седнати во рајот. Во Ефесијаните 2 глава, 5 и 6 стих, вика вака Павле: ако кога бевме мртви поради нашите гревови, Бог не оживеа во Христос. 6 стих, и не воскресна во Него, и не седна во небесата во Исус Христос. Стихот говори за духовно воскресение и духовно оживување и издигнување. Никој не може да го види Бог, Јован вика, но Бог во неговата милост и љубов не воздигна толку високо, што не седна до Него. И седна до Него е посебен избор на збор, зашто означува цврстина, означува стабилност, дека сме седнати и дека нема да станеме. Матију Хенри вика вака: грешниците се тркалаат во прав, а просветените души седат во небесните места, кренати над овој свет, преку Христовата благодат. Вториот аспект е државјанството е на небото наше. Значи, кога стануваме христијани, стануваме државјани на небесата. Нашето жителство е на небесата. Во Филипјаните 3 глава, 20 стих, вика каде го очекуваме Спасителот, нашиот Господ Исус Христос. Ова државјанство не е привремено државјанство, како сите ние сме државјани на Македонија, еден ден нема да бидеме, кој ќе починеме, него ова државјанство е вечно државјанство и непроменливо. И е државјанство кое е најголемото државјанство што може некој да го посака. Тоа е државјанството на небото. Третата точка, и ова е масивна точка за мене, е дека сме поседувачи на светот како христијани. Во Ефесијаните 1.3 видовме дека не само што поседуваме секаков вид благослов во Христос, че сме благословени прекумерно во Него, него Павле вика во 1 Коринтијаните 3 глава, вака, од 21 стих до 23 стих. Вика: и така никој да не се фали со луѓе, бидејќи се е ваше, било Павле, или Аполос, или Кифа, било светот, или животот, или смртта, било сегашното, или идното, се е ваше. А пак вие сте Христови и Христос е Божи. Масивна вистина. Светот е поседуван од христијаните. Светот е наш. Многу често ние забораваме оваа вистина и се стремиме да за некој стан, за некоја куќа да земеме и забораваме дека све поседуваме. Целиот свет е наш во Христос. Четвртата точка е дека сме тугинци и странци во овој свет. Не само што го наследуваме, како што кажавме, светот во Христос, него многу клучен елемент што треба да се спомне е ние го наследуваме највредното и најголемото нешто на овој свет и над овој свет, а тоа е Бог. Во Римјаните 8, 16 и 17 глава, 16 стих и 17 стих, вика дека самиот Свети Дух сведочи што нашиот дух дека сме Божи деца, а ако сме пак чеда, ние сме наследници и наследници, слушнете го, на Бога и сонаследници Христови. Но само ако со Него страдаме и со Него да ќе се прославиме. Масивна вистина. Нашиот дел, нашето наследство не е само духовните благослови, не е светот, туку е Бог. Четвртата точка е сме тугинци и странци на овој свет. Иако светот е наш и све поседуваме во него, ние сме тугинци и странци.
не припаѓаме на овој свет. Копнееме за нов свет, каде праведност и честност и светост владее. Копнееме за нови неба и нова земја. Овој парадокс на слава и срам, богатство и сиромаштија, победа и маки, поседување на целиот свет и немање ништо, победници над све и живење во маки, имање невидени богатства во Христос, а сепак сме сиромашни. Се гледа не само во христијанскиот живот, туку е карактеристичен во животот на Христос, беше карактеристичен во животот на апостолите и е карактеристичен за нашите животи. Во 1 Петар, 2 глава, 11 стих вика: возлюбени ве молам, како придојдени и гости на овој свет, да се пазите од телесните похоти, кои војуваат против душата. Во Псалма 119:19 псалмистот пее: тугинет сум на земјата, не сокривај ги моите заповеди од мене. Значи, преку единството во Христос, што го имаме, ние сме седнати во рајот, над овој свет, над прашината, над калта, над гревот, над злото, сме издигнати до небесата во Христос. Сме државјани на небото, не сме државјани на оваа земја. Го поседуваме целиот свет. Целиот свет е наш и не само целиот свет, туку е Бог. Највредното, најголемото, најважното е наш. Тоа е Бог. И сме тугинци и придојдени во овој свет, бидејќи копнееме за друг свет. Сите овие работи се благослови или продукти на нашето заедништво со Христос и се основа и вовед на текстот што сега ќе го разгледаме. Првата точка од 1 Јован, 2 глава, 15 стих, Јован опишува контраст меѓу љубовта кон светот и љубовта од Бог. И вика вака: не љубете го светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов од Отецот. Глаголот не љубете го е во императивна форма и го се користи најсилниот збор за љубов, агапе во грчкиот јазик. Ова е заповед кој Јован ја дава во првиот стих, во првиот дел од 15 стих. Не е опција, не е нешто пожелно, не е нешто препорачливо, туку е заповед. Ние не смееме да го љубиме светот. Генерална реченица е: светот и се што е во него. Не 2/3 од светот, не 1/3, не мојот свет, не некој друг свет, целиот свет. Генерална реченица е. Гледаме остар контраст на спротивности. Две спротивности кои никогаш не можат да бидат заедно. Или едната ќе биде присутна, а другата нема да биде, или другата ќе биде присутна, првата нема да биде. Љубовта кон светот или љубовта кон Бог. Двете не можат да бидат заедно. Љубовта кон светот ја истиснува љубовта кон Бог. И љубовта кон Бог ја истиснува љубовта кон светот. Интересното е што вика во вториот дел од стихот, вика љубов од Бог. Не вика љубов кон Бог, него вика љубов од Бог. Зошто е така? Зошто вистинската љубов кој доаѓа од Бог и која го менува срцето до таа степен срцето да се откаже од овој свет, е само Бог. Човекот нема сила да изгенерира љубов кон Бог, зашто е мртов. И кога Бог ќе дојде во својата љубов, по автоматизам човекот почнува да не го љуби светот. И се создава омраза за светот и се што е во него. Воедно сакам да кажам дека вториот дел од овој стих е исто и тест. Како што кажавме пред неколку проповеди, дека книгата 1 Јован дава неколку тестови човекот да види дали е христијанин или не е. Ова е исто еден тест, кој може човек да се праша дали јас го љубам Бог или го љубам светот. Тој контраст исто може да се види во други стихови. Во Јаков
4 глава, 4 стих вика Јаков: прелюбодејци, прелюбодејки, не знаете ли дека пријателството со овој свет е непријателство со Бога? Зашто кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Матеја 6, како што знаеме, 6 глава, 24 стих, Исус вика: никој не може да му слугува на двајца господари, зашто едниот ќе го мрази, другиот ќе го сака. На едниот ќе му се приврзе, на другиот ќе го презире. Не може да му служите на Бога и на мамон, или на парите, или на светот. Во Јован 8 глава, 21 до 23 стих, Исус истото го говори во својот разговор со јудејците. Им вика: јас си одам, а вие ќе ме барате и во својот грев ќе умрете. Каде што одам јас, вие не може да дојдете. Тогаш јудејците рекоа да не сака да се самоубие и затоа вели: каде што ќе одам јас, вие не може да дојдете. Исус им рече: вие сте од долу, јас сум од горе. Вие сте од овој свет, јас пак не сум од овој свет. Значи, тоа е првата точка, првиот стих, контраст меѓу љубовта кон Бога или од Бога и љубовта кон светот. Заповед е: не смееме да го љубиме светот. Ако некој го љуби светот, во него Бог го нема. Ја нема љубовта од Бог. Прашањето кој треба да се прашаме и секој кој го прочитал овој стих се прашува е: што е светот? Што треба ја да мразам и не треба да сакам? И Јован дава првиот аргумент кој дава за светот и што е светот во 16 стих. Во 17 стих ќе го даде истиот, мислам, друг аргумент за својата заповед. И во 16 стих вели вака: зашто се што е во светот, похотата на телото, похотливоста, или истиот збор се користи, похотата на очите и горделивоста на животот, не е од Отецот, туку е од овој свет. Похотата, епитомија е грчкиот збор, старогрчкиот, се преведува како страст, стремеш, желба, копнеш. Телото, саркос, е грчкиот збор и во овој контекст е физичкото тело. Очите се физичките очи. И овде горделивоста на животот не е добар превод. Животот, грчкиот збор е биос, и кога ќе се види во контекст на посланијата на апостол Јован и во неговото евангелие исто така, се мисли на поседување, на нешто што човекот поседува, неговите ресурси. Значи, горделивоста на тоа што го поседува. Исто може да кажеме дека горделивоста се смета гревот на гревовите. Првобитниот грев, најстрашниот и најужасниот грев. Џон Пайпер добро назначува во овие стихови дека првите две похоти, или желби, или стремежи кои Јован ги опишува, ја опишува празнината на човекот како суштество кое постојано бара нешто, како постојано сака, постојано се стреми кон нешто. Похотата на телото, похотата на очите. Како некој празна црна космичка дупка која постојано смука нешто. Третиот елемент е нешто што тој генерира, нешто што произведува човечкото срце. Значи, се гордее и се фали. Со што се гордее и се фали? Со тоа што го поседува. Значи, првите две похоти се, како што кажавме, нешто што бара и што посакува, и кога ќе го добие тоа што го посакува, се фали и се издигнува и се горделее. И овие три елементи може да се сумира целата човечка психологија. Значи, целиот свет се движи на овие две работи. Бара, се нешто бара, во незадоволство, во посакување, во љубов,
И кога ќе го добие, тоа се фали, и пак бара, и пак се фали, и влегува во еден циклус на постојано барање и фалење. И се разбира, тој циклус нигде како нема Бог и неговата љубов. Првите, може да видиме две перспективи на светот во овој стих. Значи, првата перспектива и втората се поврзани. Може две перспективи да издвоиме. Првата перспектива е светот како грешен систем. Грешна, перверзна, декадентна страст, која произлегува од човечката природа. Знаеме дека човекот падна во грев и поради паднатоста во гревот навлече падната грешна природа. И таа грешна природа, кога произлегува из човекот, го користи телото и очите како инструмент, преку кој може да произведе грев. И кога ќе ги собереме сите тие човечки природи, грешни, во една целина, ја добиваме првата дефиниција на светот, како грешен систем. Еве една дефиниција за светот. Синхронизација и синтеза на сите паднати и изгубени луѓе во еден конгломерат, систем или ред, кој е против Бог и неговите вистини, принципи и правила. Може да е дефиницијата на светот. Значи, со еден збор, како што кажавме, грешна природа во човекот манифестира грев преку тело, очи и неговиот живот и се што поседува, и собирот или конгломератот, целината на на тие сите човечки паднати природи во овој свет, во еден систем, и тој систем, кога генерира принципи, морал, идеологии, вистини, се смета за светот. Може да се каже исто како една симфонија, каде сите грешници свират и таа целина симфонија, кога произведува и секогаш произведува грев, зло, невистина, и диригентот на таа симфонија е ѓаволот, тоа е светот. Трите непријатели на човекот се, како што знаеме, светот, ѓаволот и паднатата природа, и суштинскиот корен на сите овие е гревот, и сите овие три непријатели се во една корелација, како што веќе кажавме. Ова дефиниција на светот може да видиме во Јаков 3 глава, 14, 15 и 17 стих, каде Јаков вика вака: но ако во срцата имате горчина, завист, карање, не фалете се и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост кон доаѓа од озгора, туку е земна, демонска, недуховна. А мудроста која доаѓа од озгора е најнапред чиста, а потоа мирна, кротка, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна, нелицемерна. Ти гледаме овде две видови на мудрост. Едната мудрост е од светот, која е злобна, грешна, перверзна. Другата мудрост од светот е чиста, мирна, покорна и така натака. 1 Јован 4 глава, истото може да го видиме. 1 стих, 5 и 6 стих. Вика: возљубени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите, дали се од Бог, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. Тие се од светот, затоа и световно зборуваат и светот ги слуша. Ние сме од Бога, кој го познава Бога, не слуша нас, кој не е од Бога, нас не слуша. Значи, еве го истото. Има грешници, има лажни учители кои проповедаат лажни работи, световно зборуваат. А ние пак, апостол Јован вика, кој Бог, ние сме од Бога и кој нас не слуша, го следи Бога. Значи, првата перспектива во дефиницијата на светот е, како што кажавме, грешна природа која се манифестира и посакува грешни работи преку телото, преку очите и преку тоа што го поседува. Втората перспектива, што е, ако може да кажам, поскришна и не е толку очигледна, е светот како целиот свет и се што е во него. Значи, не само грешниот свет,
туку целиот свет. Физичкиот свет, како што знаеме, е креација на Бог и негов дизајн. Нема ништо лошо во него, нема ништо лошо во сонцето, во планините, во реките, во облаците, во куки, станови, коли, пари, облека, јадење и така натака, компјутери, може све да наброиме во физичкиот свет. Но, тој неутрален ентитет, светот, како физичкиот свет, поради грешната природа може да биде искористен за грев и за злоба. И тогаш станува проблем. Во книгата Расправија или Расправа за земно умување или земна преокупација, пјуританецот Джеремај Бурроуз светот го опишува како земни нешта. Тој пишува, отворен цитат: земните нешта се оние кои се на земјата, кои било да се, убавината, славата и грандиозноста на земјата, добивката која е земна, задоволствата, признанието на светот. Земното умување или преокупацијата е прекумерната преокупација со земни работи. Значи, преокупацијата со тој неутрален ентитет, како светот, до степен да таа преокупација и умување, кога тргне Бог од нашите мисли, и неговиот збор, и неговите принципи, се нарекува земност. Во Филипјаните 3 глава, 18 и 19 стих, овие земни луѓе кои се преокупираат со земни работи, апостол Павле многу страшно ги опишува. Вика вака, во 18 стих: зашто мнозина, за кои често сум ви зборувал, а сега дури и со солзи говорам, постапуваат како непријатели на Христос, на крстот Христов. А нивниот крај е погибел, нивниот Бог е стомакот, а славата е во нивниот страм. И тие мислат на земни работи. Во 2 Тимотеј, 4 глава, 10 стих, Павле пишува зашто Димас ме остави, Димас кој беше мој ученик, следбеник на Христос, соработник во Евангелието и во ширењето на Христос, ме остави. Зошто? Бидејќи го засага сегашниот свет и отиде во Солун. Познатиот теолог Џан Оен во книгата Духовно умување или преокупација вели вака, отворен цитат: сите објекти во светот, сета шминка која светот ја става на своето лице, сите големи ветувања што светот ги прави, сите лажни покажувања и сета облека со која се кити со помош на сатаната, нема друга цел, освен да ги повлече и да ги задржи наклонетостите и страстите на луѓето кон себе. Иако светот се препочита или преферира пред Бог, во овој стремеш на светот за нашите страсти или желби, тогаш ќе загинеме праведно заедно со светот во вечноста и ќе бидеме отфрлени од тој кој сме го отфрлиле. Значи, во оваа втора перспектива на светот како физички ентитет, кога човекот со своето тело, со своите очи, со што поседува, ќе почне да се преокупира и да преферира и да сака повеќе земни работи од Бог, станува земен и станува неугодлив на Бог, и тоа ќе го одвои од Бог и ќе го осуди на крајот. Има две паралели може да се извадат од овој стих, 16 стих. Истото го гледаме во Битие, 3 глава, и во искушенијата на Христос. Ако имате Библија, можете да свртите таму или да видите на телефонот. Во Битие, 3 глава, 6 стих, ова е падот на светот. Жената, Ева, виде дека родот на дрвото е добар. Ова е дрвото на доброто и лошото. Како е Бог им заповеда: не јадете. Кој ќе јаде од дрвото, ќе умре. Денот кога ќе јадете, ќе умрете. Жената кога виде дека
родот е добар за јадење. Еве ја похотата на телото. Значи е добар за телото. Ке ми угоди на телото. Плодот е добар, морам да го земам. Ова е страста или похота на телото. Е убав на изглед. Еве ја похота или страста на очите. Значи е добар за телото, добар е за очите, супер изгледа, ми се свиѓа. И дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење. И еве ја горделивоста на тоа што го поседувам. Ќе го земам плодот, ќе ми даде знаење, ќе го поседувам тоа знаење и после ќе се фалам дека го знам тоа. Набра род од него и го изеде. И кога го изеде, целото човештво падна во грев, целиот универзум падна во грев и сите ние паднавме во грев и ги искусуваме сите маки на тој грев. Со сите тежини, проблеми и смрт. Значи, ете едната паралела. Похота на телото, похота на очите и горделивоста на тоа што го поседуваш. Во Лука 4 глава, 1 до 12 стих, истото го гледаме и во искушенијата на Христос. Сатаната го искушува Христос. Ајде да го прочитаме овој дел. Во првиот стих вика вака: Исполнет со Духот Свети, Исус се врати од Јордан и беше одведен од Духот во пустината. 40 дена го искушуваше ѓаволот. Во текот на тие денови не јадеше ништо, а кога изминаа тие, најпосле огладне. Тогаш ѓаволот му дојде и му рече: ако си син Божји, кажи му на овој камен да стане леп. Што се случува? Ѓаволот му доаѓа и му вика: гладен си. Еве го каменот, направи го леп, угоди му на телото. Ќе умреш. Значи еве ја похота на телото. Потоа Исус му одговори и рече: напишано е дека не само човекот ќе живее од леп, туку од секој Божји збор. Добро? Следно искушение. Потоа ѓаволот го одведе на една висока планина и му ги покажа за миг сите царства на овој свет. Исус ги виде сите царства, похота на очите, нивната слава, раскош, убавина, профит. И ѓаволот му рече: тебе ќе ти ја дадам сета оваа слава и убавина, зашто мене ми е предадена, и можем да му дадам на кој сакам. Ако ми се поклониш, сето ова ќе биде твое. Еве, похота на очите, страст, стремеш, желбата на очите да види нешто убаво и да го зграпчи. Исус му одговори и рече: бегај од мене, Сатано, зашто напишано е на Господ, твојот Бог, поклонувај му се и единствено служи му. 9 стих: и го одведе во Ерусалим и го постави на стрејата од храмот и ми рече: ако си син Божји, фрли се од долу. Зашто напишано е: ангелите твои им заповеда за тебе и ќе те зачуваат. Штом си син Божји, Сатаната вика: фрли се, биди горделив со тоа што си син Божји и твоите ангели ќе те зачуваат. Исус му одговори и рече: кажано е, не го искушувај Господ твојот Бог. Може да видиме дека Исус цитира Библија кога Сатаната го атакува. 3 пати ја цитира Библијата. Гревовите на телото се многу бројни. Можеме да наброиме пијанство, дрогирање, прелюба, насилство, убиство, односи пред брак и така натака. Гревови на очите се зависта, љубомората, посакувањето на туѓо, порнографијата, сексуалната страст и така натака. Гревови на поседувањето се фалењето, издигнувањето, арогантноста, надуеноста, горделивоста и така натака. Господ ни дал тело, ни дал очи, ни дал живот. Се што поседуваме е од Бог. Не е ништо наше. Како што видовме, ние сме туѓинци, странци во овој свет. Се што имаме е наше. Го поседуваме светот, ама не е тоа наше. Дадено ни од Бог. И Бог ни ги дал сите работи што ги имаме. Да ги искористиме за Негова слава, за Негова чест, да го шириме Неговото царство, не да го искористиме за грев и за правење зло, и за наштетување на другите, и за земни работи. Ние сме создадени од Бог да се преокупираме со Него,
и да живееме за Него, а не за овој свет. Целото време, целата енергија, сите пари, имоти, коли, станови, профити, се што имаме, мора да биде искористено и исцедено за Бог и за Неговата слава. Не смееме да биде искористено за нас и ние да се гордееме преку тоа. Моментот кога тоа ќе се случи, ние стануваме идолопоклонци. Идолопоклонци не на Бог, не на некои статуи, туку на ментални статуи кои може да се сумираат како физичкиот свет. Тоа се двете перспективи на дефиницијата на светот. Значи, уште еднаш ќе кажам светот како грешен систем, кој ние го посекуваме преку телото, преку очите, преку тоа што го поседуваме, и светот како физички ентитет, кој ние го поседуваме, го посекуваме, и Бог го тргаме на страна. При тој стремеш. Бог не е присутен. 17 стих е минливоста на светот. Светот, Јован вика, е минлив и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја останува довека. Еве го вториот аргумент. Зошто ние не треба да го сакаме светот и се што е во него? Зошто е минлив? Зошто се во него ќе помине. И бидејќи се во него ќе помине, е безвреден. Дали ние купуваме работи кои имаат изминат рок на трајање? Не, што се прават со тие работи? Се фрлаат у континер, у ѓубре. Исус вика, не напластувајте работи на земјата, каде што крадци доаѓаат и ги земаат, каде што рѓа напластува и разјадува. Него напластувајте работи на небото, у рајот, каде нема крадци и каде рѓа не напластува и разјадува. Овој свет е проколнат, овој свет е грешен, овој свет е на пат на пеколот и е минлив. Човекот кој е вреден, кој е вечен, човекот е вечно суштество, не е привремено суштество. Смртта не е крајот, смртта е само почетокот. Смртта е вратата во вечноста. Човекот кој е вечен не треба да се преокупира со минливи работи, проклети работи. Туку е создаден, има таков капацитет, има душа, е да се преокупира со Севишниот Бог. Да се задоволи со Него, не со минливи работи, не со овој свет кој поминува, не со коли, не со станови, не со куки, не со секс, туку со Бог, кој ќе му даде на човекот тоа што најмногу му треба и ќе го задоволи бескрајно. Во Римјаните 1 глава 25 стих Павле ја опишува оваа замена на Бог, на Создателот со создаденото. И вика вака, во 25 стих, вика, тие, збори за грешните гентили, ја заменија вистината Божја со лага и му се поклонуваа и му служеа на создаденото повеќе отколку на Создателот, кој е благословен со вечни векови. Амин. Замената на создаденото со Создателот е клучниот греф. Томас Брукс има напишано многу добра поема во круната и славата на христијанството. Поемата се вика "Пази се од вештерката". И вика вака: ако некогаш би бил свет, тогаш пази се од вештерката. Пази се од светот. Светот често го текува срцето со гордост. Ги прави луѓето да заборават на Бог, да го занемарат Христос, да омаловажуваат уредби, да го презираат светоста. Времето, мислите, силата, енергијата што овој примамлив свет има направено многу мина да трошат и да потрошат, а нивните души да останат да крварат во поглед на вечноста која забрзано доаѓа кон нив. Какво мртвило, каква пустелија, какво равнодушие, каква бездушност присуствува во световен темперамент кон нешта кој се свети.
Многумина се толкума гепсани со профитот, задоволствата, почестите на светот, што тие не размислуваат за светост. Тие не се преокупираат со светост. Тие не се грижат за светост. Цветовите на овој свет се обкружени со многу боцки. Светот е целиот сенка и суета. Тоа е како растението на Јона, каде што можеш да седиш под неговата сенка за некое време, но тоа наскоро се распаѓа и умира. Оној кој ќе може да ги измери болките на човекот во споредба со неговата добивка, бедите на човекот со неговите задоволства, тагите на човекот со неговите радости, крстовите на човекот со неговите удобности, потребите на човекот со неговите уживања, може сигурно да извика дека светот е суета на суетите, се е суета. Овие две перспективи на светот, како грешен идентитет и како неутрален идентитет, кој се користи, може да биде искористен за Божја слава и за Божјо издигање, и може да биде искористен за греф и за оттргање на Бог, исто го се опишува во писмата на апостол Павле. Галатјаните 6 глава 14 стих. Вика вака, мене не ми даде Бог да се фалам со ништо друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого за мене светот е распнат и јас за светот. Значи, овде го гледаме користењето на терминот светот како грешен идентитет. Павле вика, светот за мене е мртов. И јас сум мртов за светот. Светот не постои. Во прва глава, во првото послание на Тимотеј, 4 глава, тука Павле го користи терминот за светот како неутрален идентитет, кој може да се искористи за Бог. И вика вака, зашто секое нешто создадено од Бога е добро и ништо не е за отфрлање, ако се прима со благодарност, бидејќи се осветува преку Божјото Слово и молитва. Тоа е дефиницијата на светот, тоа е втората точка од овој стих. И е многу интересен концепт и убаво е човекот да го има тоа во предвид, што е светот. Вториот дел од стихот вика за кој извршува волјата Божја. Вика, светот е милнив и неговите походи, а оној што извршува Божјата волја останува довек. Љубовта кон Бог во 15-тиот стих видовме дека го мрази светот, се оттргнува од светот, и кој го љуби Бог ќе извршува неговата волја во 17-тиот стих. И неговата волја е извршена преку покорство на Божјите закони. Значи, тоа апостол Јован многу добро го научил од Господ Исус Христос. Каде Господ Исус вика, ако ме љубиш мене, ќе почитуваш, ќе се покоруваш на моите заповеди. Зошто ме нарекуваш Господе, Господе, а не се покоруваш на моите закони? Љубовта кон Бог се изразува преку покорство на Божјите закони. И заклучокот, прашањето до сите нас е дали го љубиме Бог повеќе од овој свет. Или дали нашите срца се преокупирани, залепени во кал, во прашина, како христијани. Значи има две категории на луѓе. Едни категории на луѓе кои се изгубени, кои живеат за светот, се под влијание на сатаната, не го знаат Бог. Другата категорија на луѓе се на новородените луѓе, кои толку се преокупирале со овој свет, што го заборавале на Бог. Бог е негде далеко, некој механичкен систем влегле. Ние како христијани, како што кажавме, седнати во рајот со Христос, како државјани на небото, вечни државјани на рајот, како поседувачи на светот, на се што гледаме и на Бог, како тугинци
и странци на овој свет, како можеме да го сакаме светот? Не е логично, не е јасно. Како може христијанин кој е воздигнат на небесата со толкави благослови да биде во кал и во прашина? Можно ли е? Неможно е. Мартин Лутер кажал, преби отишол во пеколот со Христос, него да бидам без него во рајот. Августин во своите исповеди вика вака, тој и пишу му се обраќа на Бог, се разбира, во исповедите, вика, тој те сака премногу малку, кој сака нешто заедно со тебе, а тоа нешто не го сака за тебе. Уште еднаш ќе прочитам. Тој те сака премногу малку, кој сака нешто заедно со тебе, а тоа нешто не го сака за тебе. Физичкиот свет кој Бог ни го дал на манифестација на неговата благослов и добрина, че се што имаме, све што гледаме, све што поседуваме, мора да биде скалило, мост, пат до Бог. Ние мора да се стремиме да бидеме теоцентрични христијани, Бог да биде насекаде и во секаде да го бараме, во секој појадок, во секој одење на работа, во секој спиење, во секој подарок што го имаме, во секоја облека, Бог мора да биде централен. Него да го вкусиме, Него да го прославиме, Него да му благодариме. Треба да кажеме со псалмот, псалмистот од Псалма 73, кого имам јас во рајот освен тебе, и на земјата не посакувам ништо освен